Добар ден, ученици од 5-то оделение. Јас сум наставничката Весна Гагаловска од Основното училиште Тодор Ангелевски Битола. Во оваа видео лекција ќе зборувам за правата на децата како човекови права. Вие треба да ги познавате и разбирате основните човекови права. Да ги познавате и разбирате основните права на децата и да ги познавате и разбирате одговорностите на луѓето во нашата татковина кон вас, децата. Најважно е да знаете каде да побарате помош и да ги заштитите своите права во случај кога има нивно непочитување. Да се потсетиме дека секое човечко суштество, секој од нас, возрасен или дете, представува личност. Секој има свои лични особини што го прават посебен. Се сеќавате кои се тие особини? Ќе ви кажам. Тие се физички, односно надворешниот изглед, психички, како што се навики, ставови, способности, темперамент, интереси, карактер и социјални особини, односно однесувањето во средината, општеството. Секој од нас е посебна личност, но и секој припаѓа во некоја група. И забележуваме многу разлики меѓу нас. Значи, луѓето, возрастните, децата, меѓу себе се разликуваат во многу работи, како што се род, боја на кожата, религиска и етничка припадност, јазикот на кој зборуваат, образование, богатство и многу други. Што мислите? Тоа што сме различни е добро или лошо? Секако дека е добро. Разликите не смеат да бидат причина за да не се дружиме. Напротив, тоа што сме различни ни овозможува во животот, во игрите да си помогнуваме, да се дополнуваме. Но и да внимаваме. Разликите да се почитуваат. Сите луѓе, деца, треба да бидат рамноправни и еднакви меѓу себе. Значи, секој има вредности и ние треба да ги почитуваме секогаш и секаде. Сите сме еднакви и рамноправни. А, за да се почитуваат еднаквоста, рамноправноста, односите на луѓето во едно општество се уредуваат со одредени права. Права кои се еднакви за сите. Човекови права, универзални и важат за сите луѓе. Затоа, на 10 декември 1948 година, на Генералното собрание на Обединетите нации во Париз е усвоена Универзалната декларација за правата на човек. Потписник на оваа декларација е и нашата татковина. За најзначајни човекови права се сметаат правото на живот, правото на образование, правото на државјанство, правото на работа и заштита од невработеност, правото на слободна вероисповед, слободно мислење и изразување, правото за избирање, односно избирачко право. А 10 декември е прогласен за Меѓународен ден на човековите права. Но, што мислите? Овие и многу други права важат и за децата? Секако дека важат. А се сеќавате која личност е дете? Дете е секој до 18 години. Но, покрај човековите права, што ги кажавме предходно,
се јавиле дополнителни потреби за права кои ќе важат само за децата. Затоа, во 1989 година, од Генералното собрание на Обединетите нации усвоена е Конвенцијата за правата на детето и во неа се запишани права кои важат само за децата. Нашата татковина оваа конвенција ја потпиша во 1993 година. Оваа конвенција, односно правата на децата кои се утврдени во неа, се дел од законите во татковината. Се обврска и одговорност на државата и на сите возрастни во неа. Дел од правата на децата се правото на здравствена грижа, правото на здрава и чиста животна средина, правото на образование, правото секое дете да биде слушнато, правото секое дете да биде заштитено од негрижа и било каква запоставеност, правото секое дете да има слобода на мислите, слобода на верувањата. Но, најважно право е секое дете да ги знае своите права. Зошто? Кога знаеш кои се твоите права, многу лесно ќе забележиш кога има нивно непочитување и ќе побараш соодветна помош. Помош за себе или некое друго дете може да побараш во домот, односно да разговараш со родител, старател или некој повозрасен. Помош може да побараш и во училиштето, така што ќе разговараш со деленскиот раководител, ќе разговараш со стручната служба или некој друг вработен. А помош може да побараш јавувајќи се на SOS телефонскиот број кој е бесплатен. Тоа е бројот 0800122222. Во светот и во нашата татковина има представништва на детската амбасада Меѓаши, која се грижи и ги заштитува правата на децата. А дали сте слушнале за УНИЦЕФ? Тоа е организација која работи неуморно на спасување на детски животи и одбрана на детските права на секаде во светот, за секое дете. На крај од оваа видеолекција, за да се проверите колку ги знаете своите права, извршете ја следната активност. Односно, земете лист хартија и запишете наслов. Бидејќи сум дете, имам право на. А потоа, запишете ги своите права, кои ги знаевте или ги научивте од оваа лекција. До гледање и ви благодарам за вниманието.